И додека откупувачите од Македонија одбиваат да ја купат домашната пченица, чија што жетва е скоро половина завршена на ниво на држава, во моментов дел од нив на големо увезувале пченица од Србија. Земјоделците обвинуваат дека ваквиот однос на откупувачите и државата е крајно некоректен спрема нив и бараат итно стопирање на увозот се додека не се откупи домашното производство. Неофицијално откупни фирми вршат откуп од Србија. Значи, не сме ние заштитени од државата. Денеска имаме увоз на пченица, вчера имаме увоз на пченица, се знае кој е тој откупувач, меѓутоа сега не мора да го кажеме, ако ги интересира, може да уствари знае самата држава, самото министерство знае на кого му дало дозвола за да врши откуп на пченица во овој момент. И втора работа, имаме увоз ние на брашно. Неофицијално имаме увоз на брашно во текот на една година 6 милиони килограми. И тука не е заштитена нашата гранка. Значи мора да имаме, ако е стратешки производ пченицата, тогаш да се најде стратегија, да се изнајде како ние да обстанеме со производството наше. Земјоделците во овој момент барале 16 денари за килограм, а мелничарите велат дека не им требала македонска пченица, бидејќи имале резерви од лани. Земјоделците сметаат дека се тоа е тактика за да цената на крајот падне на само 10 денари за килограм. И што е најбитна работа, ние како производители на пшеница оваа година гарантирам дека имаме многу квалитетна пшеница. Ако до прошлата година откупувачите кажуваат дека има квалитетна пшеница од Србија или од увоз од некоја друга соседна држава, тогаш оваа година гарантирам дека нашата пшеница е поквалитетна од другата. Незадоволителна била и цената на јачменот. И таа се движела до 10 денари за килограм. Земјоделците бараат доколку се случи цената да остане толку ниска, парите до производната цена, односно до 16 денари за килограм, да им ги надополни државата. За Сител, Дарко Штарговски.